Европската инвестициска банка контра градоначалничката на Скопје Данела Арсовска. Оттаму вела дека сите прописи во проектот за изградба на пречистителна станица се испочитувани од самиот почеток. Набавките се спроведени во согласност со водичот за набавки на Европска инвестициона банка и во согласност со одобрената стратегија за набавки. До денес Комитетот за евалуација подпомогнат од искусен тим од меѓународни консултанти ги извршуваше своите задачи на посветен начин. Од банката недвосмислено објаснуваат и што ќе значи обидот за ревидирање на актуелната постапка. Обидите да се ревидира стратегијата за набавки без соодветно оправдување во оваа фаза од процесот на евалуација или неусогласеноста со важечките принципи за доверливост може да предизвика значително одложување во процесот на набавка и на тој начин може да ја загрози достапноста на средствата. По објавата на ставот од Европската инвестициска банка, сега веќе поранешниот директор на јавното претпријатие Водовод и канализација вели дека градоначалничката има доста за објаснување. Епа, градоначалничке, ќе имате доста за објаснување. Европската инвестициска банка ја демантира Арсовска и потврдува дека секој чекор на водовод и канализација е во согласност со правилата и процедурите. Политичките турбуленции и разрешувања во градската администрација започнаа токму со овој проект, кога градоначалничката обвини за несовесно постапување за тендерот за нејзина изградба и бараше промена на дел од членовите во комисиите. Инаку вредноста на овој проект е 136,7 милиони евра, а е финансиран со заеми обезбедени од Европската инвестициска банка и Европската банка за обнова и развој.